Добро утро, Слободанка, поздрав до тебе и до сите гледачи на нашата утринска програма. Време е да се излезе малку од студиото и да го почувствуваме утринскиот пулс на нашиот главен град Скопје. Скопје како наша метропола е атрактивна за посета на странски туристи низ целата година, а особено во време на летниот период многумина го користа слободното време да дојдат и да го посетат на нашиот убав град. Токму затоа утринава се јавуваме во живо од плоштадот Филип II, каде што се наоѓа и туристичката агенција Турскап, за да позборуваме малку околу тоа како туристите го доживуваат нашиот град, што им е најинтересно да видат и со какви впечатоци си заминуваат од него. На оваа тема зборувам со Миха Букле, лиценциран туристички водич. Миха, добро утро. Добро утро до вас и вашите гледачи. Пред се да кажем, имате многу интересна и убава професија, да се дружите со луѓе од целиот свет и при тоа да им ги покажете убавините на нашиот роден град Скопје. Што значи да се биде туристички водич и да се покажува Скопје на многобројните посетители? Пред се морам да кажам дека сум благословен со оваа прекрасна професија што имам, да секој ден да бидам во друштво на прекрасни луѓе од целиот свет, кои што се туристи, кои што патуваат, и убеден сум дека туристите, индивидуалните туристи, се прекрасни луѓе. Јас сум домакин, првиот амбасадор, првиот представник на нашата земја за нашите гости, нашите нови пријатели од целиот свет што доаѓаат да го посетат нашиот град, нашата татковина, нашата држава. И наша обврска и желба, пред се желба и обврска е да го представиме нашиот град, нашата татковина на најдобро светло што можеме. Од каде најчесто доаѓаат туристи? Еве барем да го земеме во предвид овој последен период или летниот период, од каде најмногу имате интерес и посетители за да го разгледаат Скопје? Во последните 2 години се чувствува значително присуство на гостите од Турција. Мораме да кажеме, нашите пријатели, нашите гости од Турција се најбројни во нашиот град, во нашата татковина, но имаме исто гости од Полска, од Германија, од Холандија. Холандјаните се традиционални гости во Македонија. Сите знаеме дека Охрид како мека за пилграмидж за нив, како посветеници. И имаме доста од Америка, од прекоокеанските земји. Во текот на летото имаме доста наши кои што се родени во Америка или во Австралија, но сака да ги посетат местото каде што нивните родители биле родени, да ја спознат татковината на нивните родители. Македонија е земја која што навистина нуди многу атрактивни места кои што заслужуваат да бидат видени и посетени, а и самото Скопје како главен град навистина е атрактивно, но тешко е во рамки на еден ден да се покажат сите убавини на Скопје. Вие имате токму таква задача во рамки на неколку часа да им го покажете на туристите најубавото лице на Скопје. Кои се локалитетите што влегуваат во таа задолжителна посета на оние што првпат доаѓаат во нашиот град? Нашата агенција нуди 2 сервиса. Едниот е Free Walking Tours, значи тоа се бесплатни тури во градското јадро, каде што се трудиме во рок од 2 до 3 часа да им ги прикажеме сите најважни моменти во нашиот град, а и нудиме втор сервис, каде што ги прикажуваме убавините во скопската околина, како што е кањонот Матка, црквата Свети Пантелемон и Милениумскиот крст на Водна. И сега, она што ме интересира, кои се реакциите на туристите кога ќе ги видат сите тие наши културни, историски и природни знаменитости? Веројатно се соочувате и се среќавате секогаш со некои различни реакции, различни коментари и нивни впечатоци. Се разбира. Пред се нашите гости, нашите нови пријатели, гостите што ја посетуваат Македонија, пред да се одлучат да ја посетат Македонија, повеќе од нив слушнале за нашата татковина, но не се запознаете со нашата историско наследство што ги има, културното наследство, и имаат различни очекувања. Некои очекуваат да посетат некоја изолирана земја на Балканот, но кога ќе дојдат кај нас. И нашата блиска историја дава еден впечаток за несигурност на Балканот, дека тука можда луѓето не се толку добри домакини и слично, но кога ќе дојдат кај нас, имаат пуштаат нашата земја со воодушевување, со изненадување колку нашите луѓе, на колку сме ние добронамерни луѓе, колку сме пријателски ориентирани, со како со расширени прегратки ги пречекуваме и носат
апсолутно позитивни искуства од нашата земја. Повеќето од нив не очекувале да се здобијат со такво искуство во нашата земја. Всушност добиваат повеќе отколку што очекувале кога доаѓаат кај нас. Кои се најчестите или можеби најнеобичните прашања што ви ги поставуваат туристите? Најнеобичното прашање било дали имаме струја во Македонија. А најчестите прашања се врзани со нашата култура, со нашата религиозна кохабитација што имаме кај нас, а повеќето се изненадени како можеме на Балканот да толку добро различни култури, различни религии, различни традиции да кохабитираат толку добро. Кога ќе се обидам да објаснам дека ние не живееме еден до друг, него живееме заедно во Македонија, не може да го изразат нивното воодушевување, што е гордост за мене и безрезервно го споделувам со нив. Наспроти туристите од целиот свет кои што доаѓаат, го посетуваат Скопје и Македонија и сакаат да дознаат нешто повеќе за нашата земја, какви сме ние како домашни туристи, какви се вашите сознанија, колку си го познаваме градот и нашава земја, колку и истиот, односно истата ја сакаме, ја чуваме и почитуваме? За жал морам да споменам дека ние како локалци, многу малце си го знаеме пред се нашиот град. Има многу сокриени прави бисери кои што доста од нас скопјаните не ги познаваме. И за жал, али тоа е нашата обврска на туристичките водичи, како што да ги запознаеме странските туристи со убавините на нашиот град и нашата земја, исто така да ги запознаеме и нашите туристи од Македонија. Така да имаме доста, честопати се случува во нашите тури да имаме и гости од Македонија, кои што жедно ги црпат сите информации за нашиот град, за нашата историја, за културното наследство што го имаме во Скопје и сите тие сокриени информации кои што не можеме често пати да ги најдеме на интернет или на другите медиуми. Колку часови опфаќа таа еднодневна или полудневна тура која што нуди можност за посета на барем дел од тие најубави знаменитости кои што ги имаме? Нашата тура каде што ги посетуваме кањонот Матка, пештерата Врелос, имаме фантастично патување со брод кој што ниеден до сега не останал рамнодушен после тоа патување и посетата на пештерата. А посетата на манастирот Свети Пантелеймон, каде што со воодушевање слушаат како сме почнале со ренесансата 70 години пред Джото во Италија. Кој ќе се качат на Милениумскиот крст, кој се качиме со жичара, кој ќе видат колку е убаво Скопје, како прекрасно е распоредено од двете страни на реката Вардар. Таа тура трае околу 5 часа и зошто споменав околу 5 часа? Наша политика е да никогаш нашите гости не ги забрзуваме. Ние немаме сатница. Се зависи од нивното расположение, така да честопати ние ја пробиваме таа рамка од 5 часа, некојаш нашите тури траат и 6 и 7 часа, бидејќи едноставно не можеме на крајот да се разделиме. Тоа значи дека навистина со внимание ги следат информациите кои што ги споделувате со нив и сакаат да искористат буквално секоја минута кога се веќе тука и сакаат да ги видат и доживеат нашите убави места. Во право сте. Едноставно може да се прочита како ги црпат сите информации со такво внимание, со таква љубопитност, да ми представува вистинско задоволство да можам да ги споделам сите тие знаења, информации, да ја споделам нашата култура со нив, ми представува вистинско задоволство. Честопати сами од себе не можам да се запрам говорејќи, бидејќи приметливо е каков интерес постои кај нашите гости. Да, интересот сигурно дека дополнително ве инспирира уште повеќе да ги вовлечете во приказните и да ги запознаете со фактите кои што се врзуваат за нашиот град и неговите знаменитости. Има ли во тек на летото зголемен интензитет на посетители и поголем прилив на туристи во однос на годината? Говорејќи за Скопје, морам да споменам дека во текот на летото интензитет опаѓа, бидејќи во Скопје знаеме сите имаме премногу високи температури на воздухот и гостите се обидуваат да го избегнат Скопје или ако не да престо да го намалат на 1 ден до 2 дена. Бидејќи Охрид е многу поатрактивна локација во текот на летниот период. Затоа можам да кажам дека за Скопје главната сезона, пикот на сезоната е пред почетокот на летото и веднаш по завршувањето на летото, кога имаме зголем интензитет на посетеност во градот.
Како изгледа еден ваш работен ден, односно како ќе ви тече еве денешниот ден после ова линковско вклучување во живо во нашата утринска програма? Можам да приметам дека веќе гости се собираат пред нашата агенција, бидејќи нашиот митинг поинт каде што се собираме пред да почнеме со турата е баш тука каде што сме сега. Нашите гости ќе направат чекин, да проверам дали имаат резервации, дали имаат купено билети и сето тоа. Потоа се запознаваме, меѓу себе се запознаваме и ги представуваме меѓу себе. Целта наша е да формираме група и да креираме пријателство, така да повеќето од гостите на крајот завинуваат како добри пријатели. Потоа имаме некои вообичаени прашања околу некои рестрикции со нивната диета, дали конзумираат месо, дали се вегетаријанци, дали се вегани, за да знаеме понатаму како да се организира пикникот што го организираме. Одиме кон Матка, во Матка со брод потоа посетуваме пештерата Врело, потоа се враќаме назад. Хајлајтот на нашата тура е црквата Свети Пантелеймон. Со нетрпение очекуваат да ја видат можда најважната слика во Европа. Ако е Мона Лиза најпозната, нашата слика во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон е можда најважната слика што треба да се види. Вистински бисер на византиското апсолутно, слика. апсолутно. Потоа имаме мал одмор, мала пауза која организираме пикникот и потоа сите заедно со жичарата ќе се качиме на Милениумскиот крст. Таму ќе се поздравиме, се враќаме назад и завршуваме како добри пријатели. Честопати нашите поздрави траат и по половина час. Можда интересно, јас со оглед на тоа дека вашите туристи веќе пристигнуваат и ве очекува денешната тура, нема повеќе да ви одземам од времето, секако со должна благодарност што ите ни доловивте како изгледаат тие тури, но воедно еве и да ги потсетим и домашните туристи дека секогаш може да се приклучат, особено оние што не се заминати на летен одмор и да уживаат во една професионална прошетка низ нашиот град, да го доживеат Скопје од поинаков агол. Ми беше задоволство и поздрав до вашите гледачи. Благодарам уште еднаш, беше тоа Миха Букле, туристички водич, а ние тука се одјавуваме од плоштадот Филип II, подсетувајќи ве дека Скопје навистина нуди неброени убавини, па најдете време, без разлика на високите температури, да прошетате на некои од местата кои што ги спомнавме пред малку во разговорот, но секако има и многу други бројни локации на кои што може преубаво да го поминете летниот период и да креирате незаборавни спомени.